вечер, добар ден, добре дошли, кој кога не гледа, зависи, добро утро. Спаѓа во тоа. Нова епизода на Политиканти, ја веќе не знам која е, четврта ми се чини сезона 4. Јас сум Сашо Ордановски, вечер имаме гости во студиото, со нас е Боријан Јовановски. Па Боко, убаво што те гледаме у студио, мислам, баш убаво. Па, иди Саша, колку 3-4 месеца, скоро 3 месеца ми се направија во село. Стварно е убаво, знаеш, прајчино ти го познаш, нема потреба да ти раскажувам цела прекрасно село, стварно е преубаво. И бев едно време исклон дури онака јавно да ја поздравам. Имаше една, ако се сеќаваш, една владина мерка 100.000 евра на млад брачен пар да одат да живеат на село. И вака кој ќе, нели, кој ќе размислиш за 100.000 евра, не се малку пари, тоа е сосема доволно да се почне некаков бизнис, да се направи нешто. Многу работи недостасуваат во Преспа. Во Преспа камен се нема ставено, кој знае од кога, поготово во овој мојот дел на Долна Преспа, среќа овој големиот проект на Европската унија ЕУ за Преспа, кој е 18 милиона тежок, па еве сега и канализација ни прават и така да реката ќе ни се исчисти, па стрмката која е ендемска сорта ќе се заштити, можеби ќе се поврати бидејќи беше пред исчезнување. И така, но добро, кој бил во Преспа знае. Што ми е зборот? Фино би било, например, да дојдат млади луѓе да живеат и садом делува примамливо. Но од друга страна, инфраструктурата за млад брачен пар, тоа е просто, ја не знам како да, просто е невозможно. Например, нема автобуска линија од село до Ресен. Ресен е единственото нема автобус не постои. Од Брајчина до Ресен. Не постои. И оние луѓе кои немаат возила, има такви. Има луѓе кои се постари. Луѓе кои немаат дозвола, и немаат кола, просто немаат можност да имаат. Како и да е, едноставно не е фер ти во Скопје да имаш на пензионерите да частиш бесплатен превоз, а таму да не им обезбедиш елементарен, мислам, нека си дури да си платат. Баш во тој крај има десетина села, то не ние за Брајчина, Брајчина е можда последното. Љубојно, Долно Дупени, Наколец, Штрбово, Крани, Сливница и така натаму. Сепак се тоа илјадници луѓе предпоставувам кои што живеат. Па нема Сашо, отидени се многу луѓе. Знаеш, но летно има, се разбира. Плюс има туристи кои сакаат да не постои тоа, значи не постои и имаше, но тоа се испоставило дека не е рентабилна линијата и се укинува. Слушај бе, Борин, ја и сте знаеме, Грција е земја со острови. На пол од островите има аеродроми. Аеродроми има, така. Значи, секако не е рентабилно, секако Олимпик Ервејс вози со штета, ама затоа е државата, за да ги држи тие острови живи, за да тоа фери, авиони, ако се гледа се да биде профитабилно, никој нема железница. Така е. И една железница не е профитабилна. А плюс ги имаш овие абсурдни кавкијански ситуации во администрацијата. Еве една жена, мајка на еден мој пријател, 92 години има жената и сега има некоја помош социјална за издршка за нега, која зема синот, кој 10.000, не, помалце, 8.000 денари, извини, така нешто. Што е стварно, но за нив им значи. Верувал, не им значи, значи многу им значи. Сега и истекла, не знам што, и сега она треба да оди во Битола за да ја прегледаат. Што, дека се подмладела? Од тебе, што би откриле? Не се, сакам да ти кажам... Би откриле дека е жива, а не дека некој зима така на починат. Супер е таа намера да млади да одат во село, да живеат. Добро, навистина има огромен е потенцијалот. За земјоделие, туризам, мал милион работи, стварно е атрактивен регионот. Но инфраструктурата просто, како ти кажам, не овозможува такво нешто. И впечаток ми направи, морам ти кажам, оваа недела така горчлив впечаток изјавата на премиерот околу неговата дефиниција за патриотизам. Мислам, просто ме разгневи. Види, патриотизам е ако имаш 3 деца. Деца, ако да се раѓале деца, да имаш. Сега, ја и ти, ако ги преброиме децата, така, сме патриоти. Многу патриоти сме, нели? Што правиме со луѓето кои не можат да имаат деца? Како се чувствуваат
Како се чувствуваат тие луѓе кои ќе им се обратиш така? Не можат да имаат од X причини, тие можат да бидат патолошки, медицински некакви Ма не, ево да ми и понатам види, и зашто социјални мора да има? не, Може би некои не сакаат да ама, има деца. Знам, Што да, кажа? социјални. Има луѓе кои живеат на работ, на екзистенцијата. Сигурно би сакале, може би. Но како? Се ти му се обраќаш, па мислам, тоа е сепак он председател на влада. На сите, таа влада е наша. Он може така да оди на нивни партиски собори да им се обраќа. Но не може да ни се обраќа на сите нас, би се дискриминира. Да не зборуваме, да не навлегуваме ние сега во теорија, која тебе ти е добро позната, околу тоа што на вистина е патриотизам. Патриотизам е да имаш институции кои те лечат, институции кои те образуваат, институции кои ти помагаат, институции кои те спречуваат да крадеш. Тоа е патриотизам. А потоа остави ги луѓето, секој нека си одлучи колку деца, како деца ќе има и така нас. Кризата со демографијата у модерни општества е реална криза. Не, реална. Само во Македонија, таа е во цел запад е во таа криза и така натаму. И овие десничари кога се на власт, обично мислат дека тоа со тој тип на со идеологија дека се решава со некаква малтене уште и принуда и онда овие глупости зборење кој е патриот, кој не е патриот, односно тоа колку деца има и дали има деца или нема деца. Така што мислам и он е еден од тие, такви им се намножија и у цела Европа ги има тие кои што тоа го блебетат, а при тоа ти не гледаш реална програма ова ти што го говориш. Значи, ти не гледаш реална програма со која што луѓето нема да им се кажува правите деца, туку ќе им се кажува, видите, правиме се што можеме за да ви овозможиме. А тоа дали ќе правите деца е ваша одлука на крајот на криштата. Нема спас во таа работа, Борјан, и мислам дека тоа баш така им изгледа, бидејќи мислам дека знаеш како тоа е едно разбирање на државата, тоа не е само Мицковски, тоа традиционално Груевски, тоа може да тоа е социоинженеринг. Знаеш, ние сме држава и ние можеме да правиме инженеринг на општеството. Ќе наголемуваме, ќе намалуваме, па ние знаеме така кинезите што правеа со едно дете по фамилија, па еве ги сега не може да се оправат, се ќе им треба наредни 50 години за да пошто деклајнот, пошто падот на демографијата кај нив исто така страобален и така натаму. И тој тип на разбирање на државата како средство за социјална инженеринг е не само што е погрешен, државата мора да има политики за разни области, се разбира. Тоа е интервенција во општествените правци. Ама овој тип на инженеринг малтене, како да кажам сега, ќе им влеземе со свеќа, ќе им држеме на да, нешто од толку до толку мора да вие да спална таму, затворете се и чекаме резултати после тоа, мислам. Крајно примитивно толкување на патриотизмот. Мислам, тоа е Слушај, кога го пошто сите одгледавме таа негова изјава, мислам дека и он свати дека збори глупости, ама ако ќе тргнеш во една насока, он веројатно мислеше дека треба младите, пошто па тоа на крај излезе дека на младите треба ги тераме да прават деца, младите у смисла 15 години, 16 години. Веројатно сакаше да каже дека треба да шириме идејата за семејство и меѓу младите, меѓутоа ако ќе тргнеш по тие стапки на зборење глупости, после тоа не можеш да се исконтролираш кај ќе завршиш. И така некако излезе неговата изјава. Ама стварно е невкусно во однос на луѓе кои не можат. А при тоа види, или не сакаат. Се разбира, види. Јас познавам млади, види прво јас тоа го разговарам и со студенти, тоа ми се теми за кои разговараме, таков е предметот што го предавам по неколку универзитети. Знаеш како, младите прво не се глупави. Има дел од нив велат, видите, на овој свет е штета да направиш дете. Бидејќи толку лошо се живее, но они не говорат само за Македонија, воопшто. Погледайте што се случува со екологијата, погледайте што се случува со загадувањата, со војните и така натаму. И се тоа стварно треба еден пристап и разговор, меѓутоа не може тоа да биде со некаква програма насилна која што државата ќе ја спроведува со водење на индустријска некаква лента во која што ќе се постигнуваат норми секојдневни. Тоа без везе, мислам тоа. Баш ка знаеме како е. Еве, дели, јас 3 и 5
Така е, ние имаме од 2 брака 5 деца, така што сите се здрави, да се здрави и живи и така. Плаќаш, се плаќаш. Постојано, јас знам од прво оделение како почна, те во школа, не, од сапуни купување во школото, да не зборувам за здравство. Да. Така е, така е. Една снимка закажи ја за 2 месеци. Ајде, оди приватно. То чини. Сакам да кажам, не е лесно тоа, да мислам, кој знае, знае. А нека државата нека овозможи, стварно се радост деца, стварно е убава работа, стварно е, тоа е, не знам, стварно е богатство. Тоа е смислата на животот, ама треба животот да има и други смисли, освен таа, за да биде таа смисла на животот. И тоа треба државата да го овозможи. Не знам што прават, не ги направија некаква дирекција за демографија, како беше, Ѓорчев е там. Ѓорчев, 2000 евра има. Ете, може, он ја организираше таа конференција во владата. Има 2000 евра плата, ако добро разбирам. Стварно, мислам, не, то добро, платата ајде, мислам, нека му е со среќа, мислам, не е клучна плата. Не, дај, зашто? Извини, те прекинам. Полицај сме застане еден. Борјан вика, те молам да го кажеш ова на подкаст и видиш, ме добро ме подсети. Пази, едва и стигаат до овие што се млади уште, што немаат пиштол, нели, не знам која... Во фаза на тренинг, едно друго обуки. Униформа, си работи во редовна 18.000 денари. Да. Па се, мислам... Па еве за пожарникарите 24.000 денари им доа. Мислам, тоа стварно е оди гори човек. Понижување. Да, оди гори во шумите, мислам, секое лето. И сега, во таа смисла ти викам, Владко Ѓорчев 2000 евра. Не е тоа добро. Воопшто не е добро. Може би ќе произведат некаква Владко програма. Ѓорчев секоја чест, окей, ама тајте малце да... Да. Не гледам дека им е тоа приоритетот, да ти кажем, на владава. Гледам дека се занимаваат. Види, еве баш и да поминеме можда на темиве што сакаме ја и ти. Вечерва нема да имаме гостин, бидејќи многу од гледачиве и пријатели, оние што не следат, викаат сакам и вие понекој сами да имате емисија. Еве вечерва ќе бидеме без гостин. Сами да истретираме неколку теми. Види, Бојан, почна изборната кампања и морам да ти кажам дека после 40-35 години гледање разноразни избори, овие кои ни се 10 локални, 9-10 локални избори и така натаму, оддамна не памтам вака нервозна кампања. Пази, за локални избори разговараме, дури не е ни за нешто стани пани, смимага ние ворени ситуации, кога изборите биле во ек на разноразни драми и така натаму. Некако ни почна оваа локалнава кампања со многу високо ниво на нервоза и морам да ти кажам дека најголемиот произведител на нервозата е власта. Ја не знам што се толку возбудени, преплавени сме. Еве денеска да ја отвориш агрегативе за вести, тоа апсолутно се преполни со пресконференција кој едниот го плюка другиот, па овие му одговараат, па овие на тоа уште 2 соопштенија, па овие, мислам, допрва треба да издржиме до некаков 19 октомври. И не знам на што се должи таа нервоза, мислам, јас предпоставам на што се должи таа нервоза, особено од страна на власта, меѓутоа тие мора да се соочат и со известна разочараност кај населението од нивното владење на национално ниво. И второ, веднаш се фатија за ова најнационалниве теми. Мислам, знаеш, централите на партиите, особено на владеачкава партија, води една линија на пак, тоа сега, Бугарија, односите ова, она, предавници, вие, Заев, од друга страна на локално ниво за паркчиња, зборат и за тротоари. Тоа е отприлика. И нормално сите се занимаваат со решавање сега на загадеността и на ѓубрето, бидејќи реално дојдовме во ситуација кога во 21 век во Македонија изборните кампањи поминуваат или за најпатриотско предавнички теми или за собирање ѓубре. И ништо измеѓу. За собирање ѓубре што инаку би требало да е дефолт по опис и да нема градоначелник. Така е. Комуналното треба тоа да го прави. И во ситуација во која што власта која контролира 70% од локалната самоуправа зборува на кандидатуриве за избориве како ние допрва ќе дојме на власт па ќе го решаваме проблемот. А тоа што се више 1, 2, 3, 5 мандати на власт, тоа нема врска. И затоа понудата некако се сведува на овие поедноставени теми во кои што се разговара само за
ние сите знаеме дека тоа сега избувна како проблем, нели, вардаришта, не знам, дрисли и така натаму. Меѓутоа, стварно се чувствувам прилично очајно кога живееме во време кога луѓе што се борат за градоначалници, дури и паметни луѓе меѓу нив. Еве, ние го имавме минатиот пат Горан Марковски, кој што е независен кандидат за градоначалник на Скопје. На крај пола од разговораш го сведуваш на тоа. Добра, а како ќе го собирате вие ѓубрето во градот? Ти кажеш со лопати како, не знам како. И сега се измислуваат млаки води за прашања кои што во еден нормален свет се решени одамна и функционираат без воопшто да видат проблем. И така и ми се чини некако целата расправа е осиромашена, доведена е до потоа заради тоа се фаќаат со овие крупниве теми, на крупните теми е само плукање и навреди и ништо друго и практично не можеш да дојдеш до вистински избор на кандидати кои што би имале некаква поинаква визија за тоа што би се правило со општините и со градовите во кои што се кандидираат. И тоа е малце депресивно е да ти кажам. Види, ти викаш дека да, не, исклучително тензична во самиот старт. Викаш нервоза. И не би рекол дека е во прашање дури нервоза. Мислам дека е во прашање онака чист политички примитивизам. Кој дојде ние се сеќаваме на времења кога нели ривали големи биле СДС, ВМРО и разни други кои биле во играт. Но не било ова. Јас дури морам да кажам ние критикуваме она парола на левица за мицковизмот. Стварно е непристојно. Јас разбирам потребата, тоа го наметнаа социјалните мрежи. Знаеш, некој речник кој као нешто треба да шокира па за да привлече внимание. Знаеш, како ние наслови видео па напомена дека шокантно, не знам тие скандало, да, тој тип на култура која сепак не може така лесно да пенетрира во политичката реторика, во ривалството, во надпреварот политички и како и да е. Сега на едно ниво на респект елементарен треба да се задржи. Морам да ти Fair кажам, play во фудбалот, во спортот. Морам да ти кажам дека се плашам дека ова вака рано нервозно почнато, особено од страна на власта, на крај се плашам да не помислат дека ќе треба нешто и со новинарите да прават. Бидејќи, знаеш како сме проживеале разноразни власти на ВМРО, и во една точка кога гледаат дека работите не им одат како што треба, тогаш некои новинари почнуваат да им стануваат главен проблем. Ние двајцата се емитуваме нели политиканти и на Инфомакс и склон сум да мислам дека таму некој ќе помисли дека уствари не им оди како што треба заради одредени критички тонови кои што особено на Инфомакс се провејуваат и така натаму и како што се склони на разноразни конспирации, заговори и глупости, како што се склони на председатели на партијата, на тоа мислам и на Груевски, особено во годините први, овој професоров исто така, али знаеш, многу е лесно, за тоа разговаравме и минатиот пат. Многу е лесно да ги замулјавиш, да ги изманипулираш во одредени да влезат у одредени шем. А бе, ќе ти кажам, види, пред емисијава бев на еден дипломатски прием, еден етаблиран дипломатски прием на голема западна земја и така, а тоа не е битно. Па добро, обединувањето на Германија. Да, меѓу другото. И се забележувам, доаѓа Мицковски, па човече, он има повише обезбедување на дипломатски прием во еден градски хотел. Така со... Како да ти кажам, едно, не знам, 10-15 души со овие бубалки во ова. Па знаеш како се, добро ја разбираме еден човек покрај него да има, не знам, он нели заварува и шахти дека голема цел е терористичка и така натаму. Ако ти, знаеш, они што не разбираат, мислам, тоа е правило и за американски председатели. Ако ти не спречиш во раѓање на евентуален заговор, ако немаш, како да кажем, далечни периметри на откривање на евентуални во соработка со странски сојузнички служби, така, потоа на самото место, маџабе ти е тебе, она што вика диамант обезбедување, првиот круг, вториот круг,
И меѓутоа ти гледаш дека они живеат во таква атмосфера. Види, нормален премиер би му кажал на обезбедување, види, сега со мене двајца у салата, другите околу хотелот, да не ве видам. Каква смисла има се тоа внатре? Па беше и председателката таму, па валда и нејзиното тоа обезбедување. Па беше председател на собранието, па и неговото обезбедување. Па тие на крај меѓу себе ќе дојде до инцидент, некој ќе погреши, нешто погрешно ќе се сватат кој е што е, да се плашиш од таква можда глупост, а не дека некој нешто ќе искористи. Но тоа е атмосферата во која живеат, види. Секогаш помислувам кој ќе ги видам со флешери, сирени, формации, вакви, такви, една кола, друга кола, трета кола, не знам колку коли, па по обезбедувањето околу нив. Секогаш ми текнува, живее во Брисел 4 години, дописник. Брисел е град во кој секоја недела има различен совет на министри прво на Европска унија. Стотици министри месечно. Премиери, председатели, колку сакаш. Па сите по 4 коли, ако имаш... Таму е НАТО. Таму е НАТО. Така е. Јас, значи, во целата моја 4 години престои живење таму и следење, мислам, живење во тие институции, бидејќи тоа ми беше работното место. Така е, па сигурно. Јас не знам дали видов обезбедување. Јас не знам дали некогаш градот почувствува дека на пример се одржува Европскиот совет. Нели, ај не беа тоаш 27 земји членки, што знам, беа помалце. Ама премиери се така? Порјан, замисли, сум ја раскажувал приказната за еден... Која непристојност е тоа? За еден косовски премиер, не е битно сега кој е, што е, кога и така натаму. Кој што доаѓа на еден таков меѓународен настан тука низ Балканов, вон Косово, со 4 коли придржба. Он се движи низ салата, пази, тоа се иначе контролирани амбиенти, значи нема тука можност да, дури не е ни на пазар да се движи. Ни салава, кај што има уште 15-20 колеги премиери председатели, он се движи со 8, со 10, ова што ти кажа. И сега му викам во една прилика, добро, викам, на што ги чува сега, го кажа овој председатели поголеми премиери, озбилни земји, разбираш. Овој вика, Саша, вика, ако немам 4 коли обезбедување на Косово, никој не ме третира сериозно за премиер. Што вика овој не? Овој. Мора ти раскажа. Мора една анекдота. Тој е ова психоза и овдека. Ако не сопрат сите сообраќајници, сите семафори дека овој поминува, вика па не, што премиере го следи само една кола се вози. Мора да ти кажам една анекдота со Борис Трајковски. Сакаше така, мислам, не му беше неприродна му беше таа. Така е, Борис баш му беше тоа. Сакаше, имаше потреба и ќе ми се јави во сабота, ајде на кафе да одиме негде. Имаше, работеше тогаш она катека таму. Подводно, и одиме, така да. Ќе одиме, масата тука се околу чисто, ќе расчистат овие све. И ние као, и сега не се... А јас одев таму често, пријатели и така, и сега никој не смеја ти прииде. И сега, мене незгодно и во еден момент на Борис му кажа, председателе, стварно мислам, не ми е згодно, викам, пријателите, не можам да, не знам како да се поставам. Борис, фото им рекол, за тоа, па ми дојде у канцеларија, ти одржа лекција, ја нарушуваш безбедноста на председател. Викам, ја кажам само, викам, што мене ми пречи, ја па викам, вие си знаете работа, ама викам сега, ако оди на кафе да биде меѓу народот, не може да биде меѓу народот, да тргнеш се околу и он на една маса како на остров. Малку и денот е таков, бидејќи е врзан со 30 години од атентатот на Киро Гагуров. И види, они во принцип тогаш се извади од памет, кога велам они, мислам на безбедносните служби, заради тоа што се случи, се разбира дека сите наши политичари треба да има безбедносна проценка за тоа кој како што и така натаму. Меѓутоа, бидејќи Киро беше познат по тоа дека на пример не ичеше да седи на задното седиште, сакаше, знаеш зашто сакаше напред? Подобро Нова Македонија да се отвараше на предно седиште, него позади и така натаму. И после тоа станаа хистерични. Меѓутоа имаше председатели кои што ги знаеме, нели се променија, не е само овој Борис и така, кои што знаеа тоа да го скалираат, да кажам. Види воре. Второ, знаеш,
има превентивност во тоа што се гледа еден број на обезбедување околу председател, ама тој во принцип за некаква непосредна будалаштина. Се баш ако немаш некој лудак кој што сака да извади нож па да тај, добро, во ред, за тоа треба да има. Меѓутоа некој ако се спрема како што беше со Кирил Григоров, тоа се професионалци, тоа е праено со месеци подготовка. Затоа сега да не наврагуваме, нели? Не знам што направи со документарецот твој. Ја чекам продукцијата, треба да го завршиме. Да, би сакал да зборувам бидејќи на таа тема има многу, но меѓу другото, Сашо, колку и коли да беа. Да. Шпали, тој атентат ќе се случеше. Да, така е. И во таа смисла, многу е важно како ти функционираат службите кои треба да го превенираат тоа. Тоа само така може да функционира. За жал, нашите служби, тука, видовме последниот случај, виде како изгледа, го прислушуваат, па не го прислушуваат, па го следат, па ќе има пријава, кривиша, па нема ништо од тоа, целата работа. Додека сме на темата, видиш, додека сме на темата со председателите. И додека сме темава за овие, како да кажем, брифирање и така натаму. Нашава председателка беше колку 1-2 недели беше во Америка. Па потоа отиде на овој Европскиот самит. Вчера ги се врати, денеска кога се врати така натаму. Ти знаеш дека ние ништо не знаеме за незините. Знаеме неколку овие така смешни скандалчња, нели, со изјави вакви, со дали се сликала со Трамп воштена фигура како и сите други или не. Ние не дознавме. Нити па, знаеш како на времето имаше нешто што се викаше брифинзи, кои што се одговорност на политичарите. После 2 недели, прво, пред одење 2 недели во Америка ти ги викаш главните, тоа не се многу, десетина надворешно политички новинари, тоа се главно уредници и така натаму. Ајде, ја и ти не сме на тој список, па ние што разбираме, тоа ништо не разбираме. Добро, нели? Што си, само 40 години се бавиме со тоа, овие ни се 15 председатели, 30 премиер. Него и од кога ќе се вратат не прават такви брифинзи. Што дознавме ние за 15 дена беше играше коло негдека со нашите иселеници, во ред треба да се видите се, треба едно колце да се сврти, добро, се окей. Меѓутоа друга некаква средба значајна, нешто ова, знаеш, така винетки дознаваме. Ќе отидува на отколата, ќе даде некаква изјава која што, види, нејзината изјава за кантијанизмот и за макијавелизмот, таа не е лоша изјава, ма ти треба предпоставиш дека луѓето не знаат што е на Имануел Кант, филозофијата во однос на државната политика. И се, тоа знаеш како изгледа баш вака како па уште се збуни па се врати да кај колат. Мислам, на крајот ништо не гледаме од целата таа. Прво кога сме кај председателката, апропо Глигоров и 30 години од атентатот. Таа председателка, професорка, ти многу добро знаеш како се... Она беше министер во една влада на СДС. На почетокот 90-тите години, да. И многу добро знаеш со која субмисивност околу Глигоров и така натаму. Види, денеска стварно, мислам, колку е... Стварно немам збор да не најдеш начин да го споменеш човекот. Види... денот е. Денот е. Види, тој Глигоров. Ние можеме, значи, колку сакаме да дебатираме околу тоа како постапил, што постапил, сгрешил, не сгрешил. Еве сега, овој документарецот, знаеш како, многу е тешко да судиш од една ваква дистанца. Стварно е тешко. Но во ред е да се дискутира за тоа. Но Глигоров е сепак првиот председател на независна Македонија, кој помина низ сито и решето заедно со Македонија, кој многу добро знаеме колку му беше непријатно и тешко со она поранешна Југословенска република Македонија во Обединетите нации. Воопшто не му беше едноставно, но го прифати тоа затоа што знаеше дека поинаку Македонија ќе ја изеде Милошевиќ. И ти да не се сетиш, не да не се сетиш, тоа треба да е правило. Во протоколот, во било, па споменете го, бре, луѓе, некако нешто, некаква почит. На крајот криштата не е тоа почит кон Киро Глигоров лично, кон институцијата председател која она денеска ја извршува.
Тој е првиот председател на независна република, како сакаш, ама не, во секој случај не е малата земја. Ние од малата земја, ако може нешто да кажеме, ја сведува на малата земја. Што правиме муабет? Од- Апсолутно. Види Борјан, Ама не, сега тоа е све, тоа не е политика, тоа е домашно воспитување. не само тоа, Борјан. Има и нешто друго, види сега, ние двајцата имаме мала километража, па не ни држи многу меморијата. Јас и Глигоров бевме во едни напнати односи, јас бев млад новинар и често пати несвесен за тоа што се сите околности и така натаму, некогаш критички настроен код него и така, но види, Глигоров, како и неколку председатели по него, Борис Трајковски секако и така, не се случуваше денот да му помине да нема некаков брифинг, некаков разговор со некого организирани по време така тешкаши во кабинетот, јас и ти ги знаеме кои беа тие тешкаши, мислам околу, он беше китубица, овие беа ајкули, овие бели ајкули од најголемите. Значи не е работата, сега не правам паралели за денешни време и така. Меѓутоа види, јас и ти ќе помине мандатот на госпоđа Гордана Силјановска-Давкова, нема ни кафе да испиеме таму. Зашто? Зашто не третираат за критични непријатели. Па ти во политиката тие ти се најважни за брифинг. Ти ако некој те критикува, ја не говорам дека сега ја критикуваме, ја плюкаме заради не знам што, па она навредена и така натаму. Па ти мораш да одржуваш еден однос. Па она знаеш како во Македонија нема повеќе од 15 на новинари, уредници и така натаму, да не ги бројам сега по име и презиме кои си и така натаму. Ти ако да речеме, ако од еден независен ти немаш односи со Љупчо Поповски или со Жижи, со Слободанка Јовановска, види, секако се тешкаши во тај се, да не спомнувам други имиња на други колеги. Имаат во компјутерот. Не само тоа, него види, се коректни се луѓето без разлика на тоа дали политички во се согласуваме или не се согласуваме. Затоа што ние знаеме, можеме да процениме што е важно за државата. И да ти тоа овака, си побија, не знам, може таму се дружат, може да имаат и некакви дружанки повремени. Кога сме кај километражата, уште сега епизода со Глигоров. Обезбедувам интервју со Татарчев. Татарчев е во тоа време, јас во А1. Татарчев е во тоа време обвинител. Гордана Стошич ми доаѓа и ми вика, ја треба да одам. И ми вика, председателот ичне му е кеф за ова интервјуто што ќе се прави. Викам, ја го правам, ја одам. Мислам, прво имавме една таква либерална структура во самата редакција, не тоа не беше сега диктат, па ти ова прави, ова мораш ти да правиш. Пази што се случи. И кажа на Гордана да ме донесе кај него. И ми држеше час по историја за Татарчев. Онда ти раскажи, бидејќи се разбирам го знаеш. Пази, да ти кажа, јас интервјуто го направив. Он ми го кажа неговиот став. Не успеа да ме разубеди. Он веројатно имал проценка дека тоа е штетно. Но немаше, не може или скандали праење. И да се вратам сега на муабетот. Да, апсолутно очекувам дека поготово ако отели победа, па не знам што, па таа еуфорија дека ќе нагазат на све што е критички, што размислува. Оваа редакција е начело. Но ја мислам дека добар дел во ВМРО точно знае и сум чул од нив дека падот на Груевски почна кога удри на А1. И тоа ВМРО-овци го знаат. Зборувам за вистинските и ВМРО-овци со стаж. Не зборувам за разноразна овие кои сега се као ВМРО до вчера по не знам колку партии беа и кај не се удвара за да добијат било што, затоа што сами ништо не може да направат. Сепак јас не би ги подценил во нивото на глупоста на одредени кругови кои што мислат дека со тоа нешто може да постигнат и убаво ова јавно да го кажеме, затоа што после ако биде отпосле ќе треба на друг тон да разговараме. Само да ти кажем ја една анегдота која не е анегдота со Киро Глигоров, туку е, значи види, на изборите председателски кај што Киро се надпреваруваше со Љубиша Георгиевски,
Киро одби да дојде на интервјуто телевизиско, бидејќи не знам дали памтиш, ден-два пред тоа има на радио интервју, на радио, и тоа беше една исклучително непријатно, што Љубиша го нагазил, он го направи за приватност и така натаму. Љубиша беше бријантен ум, ама беше онака белградски џак од една друга насока како и Киро и така. Киро одби да дојде на интервјуто на телевизија која јас како главен уредник во тие години, сега не може да се сетам 95-та или 6-та или која беше таму некоја 90. Јас седнав како главен уредник на јавната телевизија, направив едночасно интервју со празно столче од Глигоров со Љубиша Георгиевски. Па ти можеш ли да помислиш дека нешто такво може денеска? Не. Па дали уопште некој може да помисли дека замислил владеачка, одбил да дојде, па тоа ќе измислат минут нема светло, да работи лифтот, да падна камерата. У тоа време тоа го правевме. Па та не Киро, та преку Киро, председател, ова е демократија. Сакате да дојдете, ја знаете многу ме навреде, добро, не доаѓате вечерта со празно столче интервју. И тоа па човек кој во комунизам е, нели, Гордана Силјановска би требало тие времења да ги памти. Она ги памти. Ги памти, ама селективно ги памти. Но исто така многу добро знае и се види со други зборови борјат да не кружиме многу. Очекуваме да бидеме викнати да ни биде кажано што сте правеле во последниве години и колку месеци се веќе како председател. Јас нема да дојдам, значи Сашо викна, јас нема да дојдам, не троши. Ќе го застапувам и борјат. Не, стварно не би можел тоа да го. Стварно знам се една група која биле таму да се удвараат и сите да да влегувам во не новинари, као некои. Добро. Што ми беше зборот? Пази, Глигоров кој нели во комунизам е растен. Па се разбира. А сега ти кажам за што е разликата, Сашо? Беше во таа Што е разликата во таа толерантност и отвореност? Тоа е ја мислам дека тоа и секој психолог може да го протолкува многу добро. Таа толерантност, отвореноста, да се соочиш, конечно да слушнеш нешто друго. Тоа произлегува од едно чувство на некаква сигурност. Во она што го знаеш, во она што го умевеш и во она што го правиш. Оваа агресивност, затвореност, исклучивост, она е резултат на комплексна инфериорност. Чист. Тачка. И тоа е тоа. Па види, фактот дека Инфомакс, да речеме, кога ви ајде ние политиканти, знаеш, имаме долги километражи на друг начин со и така натаму. Фактот дека не сакаат да дојдат на разговор кај Мичо и кај Мечка на... Да, тоа нема да биде пријатен разговор. Ја не знам како размислуваат политичариве, што дека треба само да ги викаат на пријатни места, кај што ќе им кажуваат, многу сте паметен, господин председател, како вака толку паметен, тогава подошли. Не можам да разбирам. Па работа на политичарот е да отиде и да се соочи и со непријатни аргументи, и со да не кажам дека во тоа има една друга цел. На крајот од краиштата, на тој начин ќе се обидеш дел од таа публика која што масовно иначе го гледа Инфомакс, да влиеш и до неа. Значи, изборот да правиш разноратни тртки, мртки напади, пресконференции, некакви блювотини и така натаму, наместо да кажеш, извидете, кога ви е следната емисија усреда? Усреда би сакал, ако не ви е тешко 30 минути да дојдем. Што сакате да разговараме? За тоа да разговарам. Па чекај бе ти, зашто си политичар? Се сеќаваш на аферата со бугарските тенкови? Како не се сеќавам, па да. Дојде во АЕД. Јас го водев интервјуто. Не знаеше дека ќе ги извадам, имав не се сеќавам сега, не е важно. Стварно не е важно. Излегов по студио, ми даде рака. Љупчо Георгиевски. Да. Види, знаеш како, таа школа сепак ја воведе Груевски. Не отиде ниеднаш. Памтиш дека кај Роберт Поповски на Канал 5 се случи и тоа потоа не се повтори, а Роберт го снема од новинарска сцена и така натаму. Значи, тој тип на одење само таму кај што тебе ти е пријатно и каде што ќе ги договориш темите и кај што ќе ги договориш прашањата, тоа не е политика, бе, тоа е не знам што е. Па ти треба да одиш таму каде што луѓето имаат различни мислења од тебе. Добро, уште барем кај Васко Попетревски оди. Тоа е добро. Види, се согласувам, Васко Попетревски е врв во македонското телевизиско новинарство, нема никаков спор. Меѓутоа, знаеш, дури кај Васко не е изложен на тој вид на интроспекции
како што би бил, да речеме, на некои други медиуми кои што малку поостри од нив. Се ти не можеш да кажеш, знаеш, се некако сака од една страна, они на ниеден начин не се кошчат во своето партиско медиско делување, соопштенија, пресконференции, со плюкања, со измислици, со се што треба. Значи, они не се нешто партија у бели ракавици, па сега непријатно. А од друга страна се чуваат од каква било по-непријатна ситуација во која што може да бидат доведени заради критичко. Еве види Сашо, гледај за како да ти кажам, кога го зборувам ова за комплексот на инфериорност. 2 недели спомна председателката во Америка. Беше во Копенхаген. Дали виден билатерална средба? Не, па тоа сакам да ти кажам, ништо. Дали виден? Значи, Можда имало, види, не знам. Не, Сашо, немало. Можда имало. Не, Може биле тајни, не знам што да кажам. Не може да биле тајни. Па не би смеело да биле тајни. Видовме, ако имало овие како Вучич со германскиот канцелар, кој ќе му рече германскиот канцелар пред камера, 1 минута имам за тебе. Може таква средба да имало. Да, директно учело. Значи, таа изолираност која ја чувствуваат надвор, а ја чувствуваат се повеќе, ги враќа дома нервосни кон сопствената јавност, особено критичката јавност. Бидејќи таму тој комплекс на инфериорност ги гризе. Но тоа е тоа. Па, ти забележија тоа е за анализа онаа изјава која ја даде за кантизмот и за макиавелизмот, да. Од гестикулацијата. Апсолутно. До како да ти кажа, до дикцијата. Ти гледаш дека, ја мислам дека дури она го има на памет научено тоа. Она ја даде изјава, ти она не знаеше кај оди. Се врати назад. Од каде што се изгуби жената. Да, брзеше да го изрецитира тоа, да не сгреши и потоа и не знам дали ги види, имаше да се... Она беше потоа Вучич кој го има ставено на ќошни столчени му има дадено. За разлика, и то не е пријатно, претпоставувам дека не е пријатно, за разлика од нив, Рама со Макрон председаваше на една од темите за безбедност на која говореше и председателката. Шармираше, брилираше, со Азербејџан, со Макрон. Како ја кажа? Со италијанката, сакаш ли со Макрон, сакаш ли со сите, да, апсолутно. И сега они се изоли, еве, што ајде не знам дали да зборуваме за кантизмот и за макиавелизмот. Па види. Не, прво, знаеш што, види кантизмот. Прво, да, прво не као она нешто знае Кант кој е, као. Види. Еве да речеме, сега еве да појасниме, нели Кант се базира идеализам на принципи, вредности и така натаму, наспроти Макиавели кој целта ги ја оправдува средствата и така натаму. Ако е така, ако е она за кантизам, да ти во Кочани да изгорат живи толку деца, толку пожари да се случуваат, она девојче 70 пати да пријавува во институции да ја убијат. И ти ниеднаш да не реагираш. Зборуваме за принципи. За принцип на позицијата председател. Да. Па мислам, стварно е невкусно. И во таа смисла, на страна се, на страна што прво можам да замислам странците таму, small countries. Ја не знам за кого е таа изјава на не знам ни ја. Она го знае, она го знае Кант, бидејќи он е конституционалист, во својата филозофија инсистира на владење на правото. Не, затоа го знае, затоа што инсистира за владење на правото, инсистира за демократија. Се е тоа во ред. Меѓутоа ти да одиш и да дадеш една изјава која што можда твоите колеги или професори или филозофи би те разбрале. Бидејќи го дава на микрофон на ZDF ли беше, која беше микрофонов, на кој налета таму и така натаму, нешто со овој тип на од мала држава, со ова со научена една реченица, стварно бесмислено е. Бесмислено е ако ти треба да го објаснуваш политичарот што дава такви изјави на јавноста, за јавноста да разбере šta е писац тео да каже, што би рекол Савет. И стварно една безвезна ситуација која што на крај се претвара овдека. Дури мислам дека и знаеш како добро,
прават од неа и виц, можеби и кога нема потреба да биде до таа мера виц, меѓутоа жената со ништо не заслужува да го сврти вниманието на посериозен начин на не само на домашната јавност, и на оваа јавност каде што Така е, затоа се користат тој тип на собирање, кај што целата јавност малце е шар, таму. малце комуникативност, малце од тебе тоа се очекува, председател си и така натаму. Нема да добиеме ние ништо од тоа, бидејќи лимитите на нашата председател се тие, не мислам на интелектуалните лимити, мислам на лимитите во низиното политичко и државничко однесување, тоа е тоа. Јас пола на шега, пола на вистина, ја мислам дека јавноста мора многу повеќе да има фидбек за тоа што таа го прави во странство, не знаеме. За дома гледаме дека ништо не извини сега да не излезам злонамерно, отиде ли она во Кочани воопшто? Не. Да не пропуштивме нешто? Не сме пропуштиле. Сигурно. Не сме пропуштиле. Мислам, тоа е скандал Фичо? само по себе. Не. Мислам, тоа е скандал само по себе. Еве, мислам, без Затоа ти никаква кажам, злоба, во без таа никаква... смисла ти кажам. Тој е реално скандал. Председателот на државата... Каде е принципот на солидарност, емпатија? Тоа се принципи. На тие вредности алудира Кант. Така е. Така е. Па на крајот на криштата, знаеш како, она би можела да покрени иницијатива за помош над владини некакви механизми, би можело да покрени иницијатива за некакви меѓународни ситуации што би поддржале така. Не сам една стварно лоша ситуација, реално лоша ситуација. И имаш сведена е работата на односи Скопје-Белград и тоа е толку е. Еве, па е сега тука, премиеров е тука, да. Види, нешто се случува, Борјан, морам да ти кажам. Да, и ја мислам дека Нешто на линија на Скопје, Белград, Будимпешта, нешто се случува, тоа го таму има чувствувам. нервоза. Таму има и на двете места нервоза, и тука има нервоза. Имаше една, морам да кажам, малце обскурна посета на Александар Николовски на Грција. Од тоа не излегува повеќе детали, ние имаме многу малку контакти со Грција. Мислам дека пред некој ден беше таму нешто, разговараа пак за енергетски коридори и така натаму. Ги слушаме сите овие комбинации за кои ја мислам дека половината се морски што ќе се случува после изборите и така натаму. Сите очекуваат како голема победа на ВМРО ДПМН и тоа, ама од нивново однесување не сум сигурен баш дали се сигурни они во величината на својата победа. И ги знаеме лимитите на опозицијата и тоа ќе потрае уште известно време додека се стабилизира опозицијата. Меѓутоа, знаеш како, се појавуваат независни кандидати, левица ги нервира очигледно многу. Ми велат луѓе дека кампањата на градоначалникот, кандидатот на левица за Скопје, кажи го е Мецанов изгледаше како беше. Дека изгледа прилично пристојно, дури не баш во стилот на левица и на Пасиев и така, дека изгледа пристојно. Имаат проблем очигледно со Стефчо Јакимовски во Карпуш, имаат проблем што ќе прават со Центар и најголемиот проблем виде ова инсистирање на албанското прашање, на дуи по секоја цена, на една хистерија правење од сето тоа. Мислам дека во суштина Мицковски не е баш сигурен што ќе биде негдека идната година со него, со неговата влада, со поддршката во јавноста, дури и без разлика на ова се друго што ќе се случува. И сега во игра е чист макиавелизам. Да, нема кантизам. Нема никаков кантизам, нула кантизам. Чист макиавелизам. Види да не е случајно Мицковски да се јавува да гостува у политиканти. Боје тоа е тоа. Сега види Сашо, значи толку стануваме интровертни, ти немој мала земја. Пази ти сем со Србија, окей, Ама претеруваме, види, 70% од надворешната политика не се сведува со Белград. Нема средба, нема комуника, нема ништо не се случува. Не се случува ништо со Бугарија. Не се случува ништо дури со Грција. Па и со Еди Рама што го збори. Со Еди Рама. Така на маргини негде ќе се поздрават и толку. Ни со косовскиот Па не, они као одржаваат контакт, нема сега го ставија Курти под лет и се одеднаш влен не знаеш што да прави со себе. Ти не можеш како мала земја, мислам, стварно не можеш да до толку да се затвориш во тебе. Ќе донесеме Европа дома. Како тоа ќе донесете Европа дома? Инаку Александар Николовски беше во Грција, па после го откажа
Тоа го споменав, неговата посета во Белград, каде што треба да потпишуваат нешто околу коридор 10. Така што тој коридор 10 е малку на почек. А сега сакав и да те... Има тука сега некое пеглање. Да ти кажам, за минатата емисија ти рече дека се уште кон Вучич и така натаму. Мислам дека во однос на Вучич е донесена многу јасна одлука. И тоа и во Вашингтон и во Брисел. Тука е 2:2. Ова со Мерц на минута, прво го понижено, страшно понижување беше. Како Тоа е настолчено друго, у првиот мандат на Трамп. Низ рафинеријата. До 8 октомври име. Србија е пред сериозен проблем. Бидејќи хрватите, они се низ се храни од тој хрватскиот крак. Таму санкциите на американците ќе ги санкционираат и оние кои соработуваат со санкционираниот. Знаеш како е. Да. Значи хрватите ќе ја сопрат цевката. Бугарите исто така. Србија ќе биде принудена да зема од Грција, од Бургас, што Сашо, мислам дека по некои анализи може да има последица и на нашиот пазар. Бидејќи сега наеднаш ќе се направи притисок побарувачка преку овие коридори. И тука може да се случи оној синдром на паника. Дај да собереме што повеќе. Овако. И побарувачката нормално дека ќе ги качи цените на X процеси кои следат со набавката. Така што на Вучич му е денеска сме 3 октомври до 8. Он нема решение за тоа што ќе прави со низ. А при тоа го фатија како со руски инструктори вежбал Вучич. Да, директно ГРУ, мислам, како да ти кажам, разведачка служба на Русија со кампови. Го фатија, нели, како го натера, ја уште не знам дали е таа Кроми 200 или вистинска вест. Иако Associated Press ја објави овде, 11 луѓе уапсени. Они имале штаб во Белград, од каде што раководеле со операции низ цела Европа. Антисламистички, онака, ширеле хистерија и така натаму. Свински глави по џамија ставаат као сега. Не знам, мене тоа стварно уште ми личи како неверојатно. Тоа е лудило. Да, како неверојатна една ситуација, дека со тоа една држава на Вучич може да се занимава и така. Значи, фатен е во милион расчекори. Видиш, тоа е мојата резерва, тој минатиот пат го кажав. Тие што мислат дека на Вучич му истечено времето, не се малку и точно е дека добива сигнали кои се веќе многу непријатни меѓународно и така натаму. Меѓутоа немаат со кого друг да прават политика во Србија. Тоа се разбираме. Оти на другата страна не се роди некаква артикулирана алтернатива на Вучич, тоа е една збирштина од разноразни фактори таму. Таму има и многу прогресивни и многу регресивни, полоши од Вучич има во тоа. Србија инаку воопшто не е прв пат да се соочува со таа Милошевиќ кога паѓаше, решија сите да се обединат за да падне. Па потоа видовме што произведе тоа, сето тоа и така натаму. Така што тој вриеш не знам се уште како на крајот ќе се артикулира политички и мислам затоа е ова чекање, затоа е он хистеричен, затоа се овие репетитивни дека русите само ги полнат со ова како Мицковски што го полнат со и го манипулираат со разноразни полуинформации, шарената револуција која финансира те овие, те оние, те едните, другите, трети. И овој сваќа дека му очукува часовникот, меѓутоа Борјан, ние сме виделе многу пати во изминатите децении како луѓе како Вучич, конечно и како Путин во крајна линија, и да сакаат не може да заминат. Прво нема каде да заминат, второ околу нив кругот е доволно и тесен и широк да има луѓе ќе му постават пред чекај, а ти ќе одиш, а ние што правиме? Не, како така, тоа мислиш ти дека што има ветувања вамо и таму, значи, со ова експо што се случува, на сите страни, мислам, тоа не знае на кој столче седи од Сабајле на Пладне и до вечер. Ама ова со низ ова што се добро. Они нуди на русите пари, русите не прифаќаат да им ги откупи, они имаат, мислам, над 50, 52 или 56%. Они го продадоа низ на русите, да. И сега им нуди да ги откупи. Да. За да може да не ама русите не му даваат затоа што они па тоа го толкуваат дека би као попуштање на политичкиот и дипломатскиот притисок на Запад.
Така е, така е. И се не го дави. И оне нигде. Со други зборови, како и Орбан, треба да види што му се спрема иднава година, оти некако не му стоја да работите баш најдобро. И тоа е добра порака за оние сите, нели, сеќаш едно време Вучич неврзаните кога ги обновуваше, па као оние и запад и исток, не, он ќе терас, и со сите ќе има добри односи, така. Што правиме сега? Со запад ги губи односите, Путин, кој што гледам нешто, како и на Милошевич, не му помогна. На крај им ги зема парите на Мира Марковиќ и на оној Марко син му, за да живеат таму живеат, таму им ги зема сите пари, им ги зема и тоа е тоа. Како и овој, кажи го, овој Сириецов. Да, аз Кој не знаеме ни дали е жив. Да. Тоа седи у некоја таму вила. Не, ама имаш информации, Има и сега такви, да. никој не го потврди тоа дека човекот и веќе, не знам, он дал бил на некој балкон повисок и кој знае што. И тоа е, толку. Порјан, влегуваме во некаква, што ја знам, 5-6 минута од емисија, не сме се видели одамна и мислам баш имаме потреба да се избориме. Се обидуваме да не бидеме многу над еден час. Може би е време да овдека да завршиме емисијава со тоа што ние договараме еден атрактивен гостин за следниот петок, ќе видиме што и како. Тешко наоѓаме соговорници на овие теми за кои сакаме да разговараме, бидејќи знаеш, и тоа е се дел од ова милје што веќе го дискутиравме. И тие што се експерти се оставени на маргини, знаеш, ако ги викнеш, ќе треба да го повторат ова што го збориме, никој баш точно не знае што се случува, бидејќи никој никого не информира, а од тоа што го читаш и што го гледаш, заклучоците не се кој знае какви. И сега ќе си разговараме со гости со кои се чувствуваме пријатно да разговараме. Мислам, така сме го почнале, и ти овој подкаст, така и треба да, мислам, така и треба да го тераме. Што има тука, кој што замисли председателката ти дојде. Па мислам што ја не би, јас стварно не би. Добро. Јас би сакал со госпоđа Гордана да и на брифинг, значи Сашо, да мене. Еве ќе ти кажам една друга знаеш како Борјан, да привршуваме сето тоа. Знаеш, памтам, јас бев еден од поеминентните критичари, да речеме, на председателот Ѓорѓе Иванов. Заради политиките, нели видовме се тоа како што и така натаму, и не го штедев човекот се разбира со аргументи кои мислам дека беа во рамките на пристојноста, понекогаш и со хумор и со сето тоа. Но види, кога ќе отидев на пресконференција на Иванов која држеше, каде што и денеска ги држат во председателство. Знаеш како, влегува председателот во престоријата, јас бев единствениот што станував од столчето додека председателот пријде на говорницата. Значи, некако ни тој елементарен однос не се воспостави. Значи, он е сепак председател на државата. И кога председателот влегува на пресконференција, брифинг, сите треба да станат. Се разбира. Во принцип да одстојат додека председателот каже благодарам или додека не застане за договорница, па седнеш. Ние и тоа чувство како заедница, не дури како професионалци, да не ти кажем дека во таа просторија сме го правиле тој момент. Имало и девојки со колешки наши со бретели, како да кажа, со голи рамења на председателски брифинзи, на премиерски брифинзи. Значи, не дека ние, знаеш, сега ги подценуваме кој си... Ние имаме политички понекогаш различни ставови, меѓутоа институцијата мора да се респектира, ако и таа институција те респектира како професионалец. Политичка култура, политичка, професионална, и ова, дел од оваа критика е и тоа. Значи, ти имаш функционери кои не негуваат институционална култура. Ама затоа, види, затоа да се дружи само со тие што ти кажат браво. Да, тоа е нивна одговорност таа култура да ја... Па се разбира. Да ја шира, нели, да ја институциите, а тие се луѓето кои ги представуваат и како такви треба стварно да го дадат тој пример. Нема, Сашо, не знам, стварно не знам што да кажам. Во таа смисла, брифинг, што да чујам на брифинг? Што ми слушам? Барем, знаеш како, ме интересира од кој агол сакаат да те манипулираат, ако веќе... А што као не знаеш? Па, знаеш, на брифинг можеш да фатиш нијанси, а има шанси да поставиш едно-две прашања, предпоставувам. Вака,
Вака реално еве види, јас и ти не знаеме, а ние јас и ти би требало да знаеме види, што се случувало види, со посетиве што ги цитираме. Мислам дека таа екипа околу премиерот нас те не сметат како новинари, воопшто, но тоа ние сме избришени. Добро, види, сега треба председателот или премиерот да бидат посвесни од лошите советници. Сега на крајот на криштата знаеш да не бидам безобразен, оти ова ќе ни биде уште еден премиер кога ќе го испратиме ние во еден момент во пензија политичка и ќе го чекаме и следниот премиер. Ако доживееме, се разбира. Очеот е што нема ни алтернатива. Да. Тоа е по мене. Сепак не е лошо да завршиме пак со едно предупредување. Немојте да мислите дека со нечесни и некоректни игри према новинари дека таа политика ќе ви се исплати. Штетите ќе бидат големи за сите. Еве нека биде ова кажување вака во етер со можеби грешам, можеби ќе се испостави дека тоа не е точно, ама да си го кажеме на време, да не биде после дека не било кажано. И сите овие кои му беа блиски на Груевски, еве дека се консултираат со нив. Како помина таа политика? Што мислат за затворањето на А1? И дали тоа вредеше и се исплатеше? Ви благодариме и за оваа емисија, за оние кои што седеа со нас, еве околу 600-700 луѓе не следат. Се гледаме следниот петок. Благодариме за вниманието и до гледање.